Тие месот беше 24/7 секој ден. Значи тоа се Каква носе. психичка состојба беше во тој момент? Баш во периоди кога требаше да бидеш баш... Па не сакав прво да се качам на вага никако. Второ, да се измерам, нема проблем, важи. На ќоро сум ги купувала и облекувала работини, на ќоро и се шиев за себе, пошто ништо не ме зомбираше. И едноставно, не знам како ти кажам, по еджи така, фрустриранка, можам комотно да кажам. Ке видиш некоја презгодна пред тебе, ја мразиш. Не. Ја мразиш Ја мразиш, бре, ја мразиш, зашо она згодна, како се ова е згодна, ја не сум, разбираш. И ти смета цел свет. И сега дојдов до еден момент, јас не ослабев естетски. Значи естетски си, да можев да се терам до 101 и назад, ке си терам, бидејќи сум хедонист и сакам храна, крај на моабетот, од благо сум зависна. Јас. Ужасни сме. И моментов, секој снимање и сликање само по една вади од торба, некој штекал, демек протеински плочки, нема проблем. Стварно. Видија. Не, сега се потсетив на години наназад кога се Добро, не дружевме мораш интензивно. Нема вечер тусчиња и палачинчиња си Маја тогаш има 22 години. Палачинчето. Желудникот другачие вари тогаш. Да. Ама не ни се лепеше Не ни се толку. лепеше, да. Не бе, сега е хорор. Да. И знаеш кога се случи, ке мене се случи здравствен момент, значи колабирав, имав клиничка смрт од притисоци, од свашта нешто, бидејќи бев Тоа е баш тежок кретен период кој во што животот. не бира што јаде, не бира колку пие, значи тоа ми беше добро утро мене. И се доаѓаш до еден момент кај што колабира организмот. И кај покојен доктор Јошко, Види, ова е сега сериозна навистина. Да, сериозно. До тој степен До дојде. тој степен дојдов затоа што јас едноставно бев од оние кои што доаѓа од работа. Прво не јадам цел ден, ќе испијам 100 кафиња, нели? Ќе дојдам од работа, ќе изедам 7 хамбургери, 2 милки, 2 литра вина и тоа ми е нормално. Сега хиперболизирам, ама ајде. И кога отидов на преглед кај доктор Јошко, човеков прв пат у живот го видов кога поминав праг и како проаѓам праг, само ме гледам и вика тебе те чекам. Вика молам. Вика ја те гледам тебе по интервјуа, чекав момент како ќе ми предеш, вика прагче, е супер. На крај да скратам, само ми рече вика имаш најлоша професија на цел свет, професијата ти е хоби. И вика ти немаш едноставно си заглавена сама со себе. Најди хоби. И вика моје ти е да најдеш некој хоби кој што подразбира движење, затоа што вика вака ако продолжиш за година дена ќе јадам блага пченица. И се пази иронијава, значи тоа беше 27 декември. 2016, извини. На 27 декември 2017 година јас ослабена 25 кила тргам да закажам преглед, Јошко починува. И не ме виде средана, и не ме виде. Значи тоа ми беше онака како тувер, не ти покажав дека ти си ми, дека ти ми беше. Мотивот. Да. И тоа ми беше мотивот. И после кога ги ослабев тие првите, после сад почињаш изење. Сега само на кучката, окей, нема проблем. Затоа што сега видов дека може, видов дека сега стварно можам да ве јадам и да не се фаќа. И тука веќе лајт мотивот е друг.